Седницата за минималната плата заглавена во собраниските лавиринти. Комисијата за труд и социјална политика, иако беше помпезно најавувана дека ќе биде ставена на дневен ред, се уште ја нема никаде. Од собраниската служба за Алфа вела дека барем засега нема никаква информација за кога ќе биде закажана и кога ќе се расправа по истата. Инаку растот на минималецот мора да резултира со скалесто зголемување на останатите плати, бидејќи во спротивно ќе се доведе до демотивација и намалување на продуктивноста. Ваквиот став покрај синдикатите го делат и од опозицијата, која во целост ги поддржува работниците кои бараат повисоки плати. Доколку земеме наназад да вратиме, значи индексот на цените на мало и индексот на цените за живот, споредбено од јануари 2021 година и јануари 2022 година, оваа вредност од прилика е негде околу 7% зголемена. Да ги надополнам овде и цените на струјата, цените на горивата, и денес имаме повторно најава дека ќе се зголемуваат. Значи, воопшто цените на живот се зголемуваат во државата, но примањата народот кои ги имаат не се зголемуваат. Дека во земјава лошо се живее алармира и на 300.000 пензионери. Добар дел од нив не земаат ниту 200 евра пензија. Највозрасната група граѓани се жали дека нивните примања се многу ниски и бараат типна корекција. Финансиска помош за пензионерите најавува и премиерот. Димитар Ковачевски од Росоман порача дека веќе се работи на методологија која ќе овозможи одржливо зголемување на пензиите. Ние веќе работиме на методологија која што ќе овозможи одржливо и долгорочно зголемување на пензиите, бидејќи пензионерите се оние кои што заслужуваат после толку години изминат труд и кои што дале голем придонес во развојот на нашата држава, да бидат наградени, односно да имаат достоинствени пензионерски денови. Покачување на пензиите и тоа по 3.000 денари по пензионер бараат и од опозицијата. Од ВМРО-ДПМН е вела дека мора да растат и пензиите. Оваа категорија на граѓани и те како е потребно да добие едни примарни и основни услови за достоинствен живот, бидејќи тие веќе нели го заслужиле тоа, действувајќи толку години во нашата држава. Инаку минималната синдикална кошница за јануари изнесува 35.811 денари и таа е зголемена за 770 денари во споредба со декември лани. Овие бројки според синдикатите покажуваат дека е оправдано барањето за зголемување на минималецот на 18.000, како и скалесто зголемување на сите останати плати и пензиите.